Љубов за само месец и половина. Одлука за брак што изненади многу. Тетоважи што раскажуваат љубовни приказни, мода, стил и уметност што инспирираат илјадници. Вечерва во интермецо, Стефани Христов зборува за нејзиниот живот без филтри. Од влијанието на социјалните мрежи, па се до нејзината креативна кариера и нејзината најтешка битка во нејзиниот живот, борбата за мајчинство и чудото што го донесе синот Џулија на свет. Стефани, ти благодарам што ја прифати мојата покана за Hype Македонија и ти благодарам што си дел од ова интервју. Кажи ми како си денеска? Добре сум, ти благодарам за поканата. Прв пат сум на Hype TV и баш ми е мило што сум дел од вашата приказна. Морам да те пофалам дека денеска изгледаш прекрасно. Кажи ми кој се грижи за твојот стил и колку време ти требаше да се спремиш? Фала. Обично сама си се грижам за својот стайлинг. Колку време ми требаше? Немав многу време бидејќи го чував Џулијан, така да на брзина се спремив. Меѓутоа, како што знаеш, имам љубов кон модата, така што битно ми е како изгледам обично. Стефани, ти си еден огромен уметник со уметничка душа. Ти си графички дизајнер по струка, инфлуенсерка и можам дефинитивно да кажам дека си една од најдобро модно стилизирани личности во Македонија. Кажи ми како постигнуваш се и како се справуваш со сето ова? Ти благодарам. Па малку е предизвик сега откако станав мајка, меѓутоа тоа што го сакам да го работам, нормално дека го балансирам со приватниот живот и се трудам да постигнам се најдеќе што можам. Дали постои баланс помеѓу приватен живот и професионален? Постои, некогаш малку се мешаат границите, меѓутоа мислам дека и треба да постои. Од каде љубовта за графичкиот дизајн? Морам да признам дека кога се запишував на факултет, сакав да бидам моден дизајнер, меѓутоа првата година имавме сите некако исти предмети и буквално предметите некако ме понесоа и сметав дека можеби ќе имам повеќе простор што да работам конкретно, значи нели во Македонија како графички дизајнер и се одлучив да се насочам кон графичкиот дизајн и тоа го работам веќе 15 години. Од каде љубовта за модата? Дали тоа од самите почетоци на твојот живот или некаде покасно се развива таа љубов? Точно не знам, не можам да одредам, меѓутоа мислам дека да, од мала ме влечела модата и тај, како што кажав, сум размислувала за кариера во мода, ама на некој начин нели сега на социјалните медиуми имам опција да го имплементирам таа моја љубов кон модата во моето стилизирање. Од каде се јави желбата за инфлуенсерка? Искрено, не е дека имав некоја посебна желба да бидам инфлуенсер, си дојде некако спонтано, бидејќи долги години сум нели во сцената, претежно повеќе позади незе, затоа што морам да признам дека многу повеќе заработувам како човек што ги одржува социјалните медиуми за други брендови и фирми. Меѓутоа, нели бројката и познанствата некако се проширија и бројките следачите на Инстаграм почнаа да растат, па почнаа некои брендови сами да ми нудат соработки и си дојде спонтано и ми стана интересно. Уште никогаш се борам со тоа што повеќе сакам, дали да сум пред камера или позади незе. Меѓутоа гледам колку што можам и двете да ги правам најдобро што можам. Дали мислиш дека инфлуенсерите во Македонија се доволно поддржани или не? Искрено не мислам дека се доволно поддржани. Може би дел од нив, меѓутоа не сите и мислам дека дури многу имаме некои предрасуди за инфлуенсери и што тоа значи. До пред неколку години некако луѓето мислеа дека буквално треба малку повеќе се разголиш и дека тоа е уствари
инфлуенсингот, меѓутоа нели имаме различни категории и навистина ако си ја најдеш правата публика, можеш да имаш влијание. Кај мене на пример тоа конкретно се промени малку, значи не само модан или сега ме следат и доста мајки затоа што го постирам и синот и зборувам за мајчинството, така што правите луѓе ќе си дојдат, ама не треба да се откажувате и секогаш ќе постојат луѓе кои што нели ќе хейтаат. Каде доаѓаат тие предрасуди за инфлуенсерите? Па, мислам дека општо на Балканот луѓето малку повеќе сакаат да оговараат и дека дури има луѓе што буквално те следат само за да видат каде ќе сгрешиш, да те коментираат негативно повеќе отколку да те поддржат. А од каде не знам точно, мислам дека тоа не е некако со генерации како вродено или наметнато. Меѓутоа пак ја кажам, не треба и да дозволуваш тоа толку да ти влијае, иако може навистина да биде негативно, меѓутоа јас никогаш не сум дозволила да паднам психички ради некои такви негативни коментари. Дали мислиш дека таквите предрасуди ги имаме само тука на Балканот или на западниот свет? Искрено мислам дека секаде во светот ги има, меѓутоа некако на Балканот е доста поизразено. Како нели спорт е да коментираме негативно и така да ги оговараме луѓето. Открив дека си голем љубител на тетоважи, дека имаш тетоважа за секој член од семејството. Кажи ми од каде доаѓа таа љубов кон тетоважите? Љубов кон тетоважите од многу мала некако сакав тетоважи. Првата тетоважа имам ставено на 17 години, кога значи нели бев малолетна, буквално мајка ми дојде да потпише согласност со мене. Да, и тогаш бев една тетоважа и толку. Меѓутоа баш така и артистот што ме тетовираше ми рече ќе се видиме до година кога ќе бидеш полнолетна, и така и беше. И мислам дека ако почнеш да се тетовираш на помлади години, некако полесно е да продолжиш понатака, дека на пример луѓе што немаат ни една тетоважа да речеме, не знам, сега јас имам 37 години, сега веројатно не би се решила да ставам ако треба да ми е прва. Некако кога си помлад имаш повеќе храброст, нели сега имам 17 тетоважи моментално. Дали би ставила се уште тетоважи? Да, иако на мајка ми на секаде тетоважи ветувам дека нема веќе се тетовирам, меѓутоа ете продолжувам и мислам дека нема да престане тоа во скоро време. Шокантно за многу луѓе е тоа дека само после месец и половина од вашето познавање ти и твојот сегашен сопруг одлучивте да се земете. Кажи ми повеќе за таа љубовна авантура. Да, тоа е интересно, мислам дека што спомнавме тетоважите, всушност нашата приказна и така некако почна. Јас се тетовирав кај неговата партнерка за матура. И имав нешто објавено, он видел, ама не разбрал точно што е, ми пиша како да не планирате некаков, не знам, изложба или нешто заеднички настан. И така ни почна спонтано некако комуникацијата. И потоа кога се договоривме или од како да речеме се веривме, немавме бурми, туку баш истата девојка не тетовираше двајцата, тоа ни беше како место бурми тетоважата. А се познававме, да, многу кратко. Исто така, разлика сме 5 години, јас сум 5 години постара од него. И тоа е, така да речеме, нели, не толку конвенционално. Во принцип, едноставно кликнавме, двајцата сме шкорпи и мислам дека кај шкорпи нема средина, или едноставно многу се поклопуваш со некој или никако. И така некако кликнавме. Јас живеев сама, почна така почесто да престојува кај мене и буквално вечерта не беше ни планирано ние дека, не знам, баш кај ме побара, туку бевме излезени, буквално не понесе атмосферата некако. И јас му дадов клуч, затоа што си имаше случајно да сака да ми изготви вечера, а јас заглавив на работа, ме чекаше 1 сат пред врата. И беше како со спремен говор, буквално, ти давам клуч, ама не го сваќај многу сериозно, само да знаеш дека си добродојден било кога, и буквално ми рече доста, престани, кликне ма побрз за жен. И така беше некако спонтано дојде. Од следниот ден отидовме и кај моите и кај неговите, он буквално се спакува куфер и почнавме да живееме заедно.
И така се уште сме заедно, веќе 9 години, а 8 години сме во брак. Така. Дали имаше предрасуди, дали бевте поддржани од околината, затоа што на пример ти си постара, па тоа тука на Балканот малце и не е нели секојдневно, па какви мислења има? Прво, затоа што малку не, како да кажам, поголем шеговиец, така ќе се изразам. Прво кога се јави да разговара со мајка му не веруваше дека е вистина. Па побара збори со мене на телефон за да ја потврдам и тогаш почна да плаче затоа што тогаш стана реално. Истото беше и со моите, беше малку шок. Мајка ми конкретно имаше таква реакција, ама како помал да не е сериозен ни се. Меѓутоа мислам дека некогаш годините немаат врска. А за општо вака луѓето како да знаваа дека сме заедно и дека толку брзо сме се виделе, имав исто така чести реакции да одма погледнат во стомак и да биде прашањето трудна е си. А јас не бев трудна, нели? И така, меѓутоа, не знам, вајда затоа што јас имам и некако млад дух и имам често добивам коментари и ради гените дека не изгледам на возраста на која што изгледам, некако луѓето брзо потоа прифатија дека тоа едноставно се сакаме и затоа сме заедно. Прекрасна љубовна приказна. Стефани, сега малце посериозна тема за разговор спремев. Мајка си на твојот прекрасен син Џулијан, да е жив и здрав, но позаде таа приказна се кријат долго минато и тешки поминати моменти. Уште од почетокот на вашата љубовна врска сте мечтале да се остварите како родители. Многу неуспешни обиди, пробување за инвитро метод, но сето тоа следи со неуспеси. Кажи ми, низ каков период поминуваше и што те натера да не се откажеш? На почеток, кога почнавме, искрено, баш тоа дека нели кратко време бевме заедно, на почетокот некако не размислувавме толку многу за деца, меѓутоа, да речеме, после година и пол, веќе почнавме да размислуваме на темата и се одлучивме дека веќе нели се земавме се, во ред ќе пробаме тоа, се нели следниот чекор да речеме. И почнавме да се обидуваме да добиеме дете, меѓутоа некако работите не се случуваше ништо нели спонтано. И мајка ми има блиска пријателка која што е медицинско лице и некако она почна да не тера да се испитаме дали можеби постои некаков проблем, затоа што реалноста е дека се почесто кај младите се случува да има некаков проблем. На почетокот некако ја игнориравме, меѓутоа после некое време одлучивме дека зошто да не се испитаме, нели? И наводно ни кажа дека имаме проблем сериозен и дека ќе биде малку потешко да останам природно бремена, дека најдобриот избор за нас е да направиме инвитро. И сега тука има некои исто така процедури, значи дека не можеш пример директно одиш на инвитро, него правиш како претходно други зафати, па потоа одиш, меѓутоа за нас буквално добивме како потпис, вашата ситуација е толку сериозна што инвитро е решението за вас. И сега тука меѓувремено се случува короната, ние заглавуваме во Шпанија, значи 4,5 месеци, колку и да звучи тоа вака убаво во Шпанија се, во корона не беше воопшто убаво, буквално бевме затворени во 4 ѕида повеќе од 2,5 месеци. И тука исто многу луѓе ни рекоа, па тоа значи дека нели ви е јака врската, бидејќи и тука многу луѓе им се разниша, да речеме, односот. Многу е битно, значи, во вакви ситуации да се поддржуваш еден со друг. Имаше периоди кога, да речеме, јас паѓав психички и обратно, ама едноставно ние се откажувавме, затоа што сакавме да добиеме дете. И откако, нели, помина тоа сите тие патешествија со Шпанија, од кога се вративме тука, пак имаше период, примаш вакцина, па ти кажуваат не смееш да пробуваш, мора, нели, уште беше некој тест период така, и времето се поменуваше буквално додека се свестиш поминало година и пол. И веќе се одлучуваме дека окей, кажано е, еве стварно не бива природно, време е да се обидеме со процес инвитро. И почнуваме да собираме документации. Сега тука има многу испитувања кои што треба да се направат, претежно паѓаат на женското. И тоа се одзема време. И сега тоа ќе го спомнам, значи јас на пример на работа не сакав да најам затоа што не знаев ни што ќе се случува. Меѓутоа, на пример, се дозна веројатно и не знам, по колешки имаше како такво испитување, дали ајде веќе нели сте
во брак такви работи, дали планирате дете, јас добив и отказ од работа. Заради тоа што сватија дека нели тоа би било следен чекор, а немаш никаква гаранција. И значи јас после инвитрото беше неуспешно, не ни остана времено, меѓутоа од друга страна тоа ми даде малку повеќе време за да можам да ги завршам тие сите испитувања. И исто така нели ми се намали да речеме до некаде стресот што го имав за работа, ама па и се доаѓаат други стресови. Тука имаш малку притисок нели од општеството, па дури од фамилија, нели ајде кога дете, знаеме дека нели така си функционира, дури најблиска фамилија, не знам, мајка ми каже јас сакам да бидам баба. Да, јас сакам да бидам мајка, ама еве некако работите не одат како што треба. И сега, значи, ние собираме документација, се решаваме, поднесуваме документација си за инвитро процесот. Памтам дека беше ден петок и во вторникот јас прокарварував. И за мене се случува нелико зашто се случува ова. Ама тоа е, значи, обилно сме гледале буквално на филмови како изгледа тоа. Меѓутоа јас не можам да прифатам дека нели е тоа затоа што сам дека има проблем. И не ни помислувам дека јас уствари сум бремен. Одиме во болница на ургентно, примаат и ми кажуваат дека докторката ми вика, значи, ова е спонтан. Јас викам, ама не, јас значи, се спремам за инвитро, не сум бремена. И тука ме прегледуваат на првото ехо, не се увидува дека има нешто и кажуваат дека најдобро е да се испитам преку крв, па правам лабораторија и се тука имаш еден малку брутален момент во кој што лаборантот излегува, после мислам дека се околу 2 часа се чекаше за резултатите и ми вика те викна докторката, викам не, па добро, девојче, може да влезеш, готовите се резултатите. Не, те честитам, бремена си, ама имаш спонтан. И мене тука ми се случува нели уште толку шок, ама можеби мислам дека болката не беше толку голема во тој момент затоа што некако немаш време толку да го испрocесираш. Буквално беше како те крева од една и те спушта во една реченица. И добро, мене ме задржуваат во болница, неколку дена поминува тоа и сега тука повторно се пролонгира процесот, значи имаш некој би требало околу 6 месеци повторно за да закрепнеш и такви ствари, да не се обидуваш за дете. И така нели пак ја кажам, веќе се поминуваат години, значи доаѓаат некаде 5 години како ние и повеќе се обидуваме за дете и си проаѓа нели овој процес, повторно се решаваме, одиме на инвитро процедура и тоа е нели само по себе дополнителни стресови, инекции, се. Ја го правиме инвитро процесот и тука веќе значи повеќе некако се надаваш дека ќе биде, затоа што се покажува дека да речеме не знам од резултатите дека е добро, дека не знам има доволно материјал кој што може да се искористи, конкретно или за мене за яйцеклетките, пошто сум малку повозрасна веќе, така би дошло. И правиме буквално ние почнавме да проверуваме во фамилија дали имаме предиспозиции за близнаци. Значи, ако повеќе некако размислуваш, сигурно ќе биде него дали за инвитро процедури има такви почести ситуации каде што излегуваат близнаци и се надаваш буквално не на една, дури на 2 деца. И го правиме инвитрото и мене ми се јавуваат нели со резултатите и ми кажуваат дека извинете, ама е негативно. И да, тука мислам дека тогаш многу повеќе падна психички и од претходно тоа што беше со спонтанија, затоа што пак ја кажам тогаш немаш време толку да испрocесираш, а сега некако надежта беше голема. И веќе нели пак ја кажам и години се поминати. И тука малку јас баш така паѓам психички, да не речам сум на рап да се откажам. И рековме дека малку ќе се дадеме време за себе, затоа што исто така сите овие планирања ти влијаат на животот. Значи ти си правиш некои планови, еве конкретно околу нели инвитро процедурата, постои можност да е зголемен ризикот, па да треба да лежиш цела бременост и такви работи. Сега на пример јас си викам, сега за 2 месеци од сега јас не можам пример да резервирам некое патување затоа што мислам дека нели може да има опција да сум врзана за кревет или не знам така, дека ќе треба да и некако животот почнува да се инволвира околу тоа ствара дополнителен стрес, нели? И така си течат работите. Тука
како што кажав, јас спаѓам малку психички и решаваме дека ќе си дадеме малку време, нели, да се оладиме и да се смириме, па после тоа ќе продолжиме. Значи не е дека се откажуваме комплетно, ама веќе некако и почнуваме да размислуваме за други опции и да разговараме што ако не биде, дали нели, затоа што многу парови може и тоа да им влијае, кој едниот повеќе сака од другиот или не знам, едноставно може да се случи баш и тоа да речеме да ги доведат да се разведат или не знам, да донесат дома поголеми проблеми и кавги или да почнат да се обвинуваат, ти си крив заради тебе не можеме да имаме дете. Ние не дозволивме тоа да ни се случи. И ета отидовме на одмор, нели, како што кажав, доаѓа лето, решивме дека малку ќе се олабавиме. Одиме на одмор и таму се случува јас природно да забременам. Сега за исто така, значи слушам многу ситуации каде што претходно правеле инвитро процедура не бил успешно, затоа што исто така има тука процентуално колку според возраста се можностите да останеш бремен. Кај мене, да речеме, беа околу 30%, ама пак нели надежта кај кога сакаш дете е голема. Меѓутоа го прифаќаш што момент, ама можеби сите тие хормонски инекции, терапии кои што ги пиеш, можеби тоа допринело, али дефинитивно еден од најголемите фактори е стресот, очигледно е кај нас, затоа што баш на одмор си најопуштен и тогаш се случи. И јас уствари не бев ни свесна што се случува, после тоа бев на уште едно патување со мајка ми и таму ми беше некако потешко да се движам се, веќе тоа било нели после некаде 2-3 месеци така нешто доаѓа од како сум останала бремена и од кога се вратив од тоа патување сватив дека нешто ми се случува. И буквално Пораз почна да ме напнува, демек, направи тест, ништо нема да изгубиш, нели? И да е негативен, до сега имало сигурно преку 20 пати што сме се надевале, па не се случило ништо. И купивме тест и реков ќе го направам утрото. И следното утро си направив кафе, буквално прво заборавив на моментот. И ми текна, викам, јас ќе се вратам, ќе одам да направам тест. И тестот се покажа позитивен. И тука ми беше, нели, навистина голем шок. И бевме нека, и што сега? И после тоа имаш тука веќе, нели, пак ја кажам, со сите целиве ситуации, како си влечеш некои страви, се трудев да бидам многу попредпазлива, како да кажам. Например, не правев, не знам, долго време не правев некои такви како gender reveal или да споделувам порано на социјалните медиуми. Правевме испитувања некои, додека всушност кога ги правевме тие испитувања за некакви да нема генетски пореметувања, тогаш можеш да го дознаеш полот и баш ме праша дали сакате да ви го кажеме по телефон или не, и реков да, и од кога ми го кажа, ја всушност тогаш бев некада 15-та недела бремена, тогаш првпат се израдував и заплакав дека јас ми стана реално дека навистина сум бремена. И после откако се роди Џулијан, споделив, нели, приказната, бидејќи е позитивна, се надам дека позитивно ќе им влијае на некои луѓе цела наша приказна, затоа што, нели, многу млади парови се соочуваат со некакви слични ситуации. Кажи ми, неколку пати спомна дека психички имаш паднато низ целиот овој процес. Кажи ми, низ тој период кој ти беше најголема поддршка и што ти беше најголема мотивација? Гледаш, нели, најголема мотивација, конкретно најголема поддршка, значи ми беше Горас, пак ја кажам, значи баш така некако се балансиравме. Во моменти кога јас ќе паднам психички, он беше тука за мене и обратно, меѓутоа во некои такви моменти од кога тоа трае, јас секогаш сум, да речеме, била отворена да речеме да зборувам за проблемов. Никогаш не сум криела што ми се случува. И се случуваше да на моја другарка, па да излезе дека она имала сличен проблем, па останала бремена и некако тие приказни кога ги слушаш од други луѓе, ти влијаат позитивно, дека ајде може ќе биде и кај нас. Да не се откажуваме и така. Али мислам да дефинитивно Гораст, а можам да кажам дека од фамилија да сите сакаа, меѓутоа таков тип на поддршка како што ти е потребен во тој момент, некако го немаш, него имаш повеќе форсирање.
Исто така спомна дека си добила отказ од своето работно место поради тоа што се сакала да се освоиш како родител. Кажи ми дали е фер спрема еден работник да биде третиран на тој начин и зашто тоа се случува? Зошто се случува, не знам точно. Сметам дека апсолутно не е фер. Кај мене конкретно во договорот немаше таква клауза, меѓутоа во друга фирма каде што имам работено неколку години претходно имав клаузула дека со тоа што го прифаќам договорот се согласувам дека во наредните 3 години нема да останам бремена. И тоа мислам дека е многу неправилно, дека многу ограничува затоа што на крајот од денот кај некои луѓе се случува и непланирана бремена. Значи дури можело да биде поинаква ситуација, да останам непланирана бремена. И што тогаш пак се сведува на тоа дека треба да се раскина договорот или мислам тоа е нормален процес од животот кој што доаѓаш до некој таков стадиум и мислам дека стварно не е фер што има такви работодавци што постапуваат така кон вработените. Стефани, кажи ми за крај, што би им препорачала на другите жени што поменуваат низ иста или слична ситуација како твојата? Откако споделив за нашата ситуација, се уште ми се случува да ме прашуваат луѓе што пиеше периодот. Значи јас па ќе кажам, не постои магична апча која што ќе го испиеш и ќе ти ја реши ситуацијата. Едноставно е склоп на околности, на сите им посакувам да успеат еден ден да се остварат како родители. Сега нели секоја ситуација не можеш и конкретно да ја споделиш, мислам да ја споредиш со нашата затоа што не се знае точно што е проблемот, меѓутоа сметам дека не треба да се откажуваат и сега малце ќе звучам како тетка, ама еве ние не слушавме на почеток ето тоа дека треба да се провериме, можеби е добро да проверат дали постои некаков проблем, чисто да се свесни, па и во моментот кога ќе одлучат да пробаат за дете, да знаат на што се. Така да тоа, да не губат надеж, затоа што еве некогаш може и баш во моментите кога најмалку очекуваат, тогаш точно да се случи. Ред, Стефани, ти благодарам многу за ова интервју. Се надевам дека ќе бидеш инспирација и мотивација за многу млади мајки. Ти благодарам што си прв пат дел од Hype Македонија и ти посакувам многу успеси. Ви благодарам јас уште еднаш за поканата и да зборувам нели за длабока тема, се надевам дека ќе влијам позитивно и ќе им биде од помош моја приказна на некои идни родители. Јас сум Стефани Христов, а вие гледате Hype Македонија.